Управниот суд многу ќе поедноставам. Значи, основниот, оној прв што почнува да постапува, ја оценува работата на Советот на јавни обвинители, кој што велиме дека е самостоен и кој што самостојно врши функцијата. И она што е најважно, таа одлука на овој управен суд ја оценува понатаму Висшиот управен суд. И прашањето е во која насока што овие два суда одлучуваат и оценуваат? Најнапред, предлог законот се представува како дел од реформската агенда на владата со цел за зајакнување на интегритетот на јавното обвинителство и јакнење на Советот на јавните обвинители. Во воведот на предлог законот е наведено дека во текот на постапката за консултации предлог законот бил објавен на ЕНЕР, а работната група разгледувала и прифатила дел од добиените мислења кои биле издржани. Кои биле тие издржани мислења, ние не можеме да знаеме, но така стои. Дополнително, пратеничката група на СДСМ доставила своји забелешки и предлози и тие за кои работната група оценила дека се издржани биле прифатени. Како пратеничката група на СДСМ доставила како група забелешки на ЕНЕР во постапката за консултација, мене не ми е јасно, но можда некоја грешка при пишување, да кажам, техничка.